По синоќешниот избор на Талат Џафери за нов претседател на Собранието на Република Македонија се појави дилема дали неговиот избор е извршен на легитимен или пак на нелегитимен начин. Универзитетскиот професор по уставно право и политички систем Саво Климовски смета дека изборот на Талат Џафери за спикер на Собранието не е легитимен. Климовски вели дека изборот на Џафери не е легитимен затоа што е надвор од деловникот и уставните одредби. Премногу ја тестираа волјата на граѓаните, вака Климовски ја коментира целокупната вчерашна ситуација. Од друга страна, поранешниот спикер на Македонското собрание Стојан Андов смета дека начинот на кој Талат Џафери е избран за собраниски спикер е легитимен и во согласност со процедурите. Според Андов, него го избрало парламентарното мнозинство. Претседател на собранието го избираат мнозинството од пратениците. Никој друг не може да го избира и никој друг нема право да го спречи тоа, смета Андов. Универзитетската професорка Тања Каракамишева вчера истакна дека ваквото однесување на СДСМ и албанските партии е класична провокација и е тотално неприфатливо. Талат Џафери е нелегитимен претседател на Македонското собрание. Ниеден негов подпис не е валиден, а ова што се случи синоќа е незаконско, истакна професорката Каракамишева. Неговиот избор е незаконски, бидејќи целосно спротивно од деловникот и собраниските процедури, без точката да биде ставена на гласање. СДСМ и албанските пратеници поставија претседател на собранието. Исто така, не е познат ниту бројот на гласови со кои СДСМ и албанските партии одлучија да го изберат Џафери за претседател на законодавниот дом, што е надвор од уставот и процедурите. Она што е познато е дека најстариот пратеник од ДУИ, Али Ахмети и други пратеници не биле во собраниската сала во тој момент, што значи дека Џафери е изгласан со помалку од 60 пратеници, без пребројување и констатирање на гласовите. За професорот Климовски исто така, симптоматични се и реакциите од меѓународната заедница. Како одеднаш сега се јавија со брз став, запраша Климовски и додаде дека сето ова што е нелегално е легално за нив, а она што беше легално и што треба да биде легално не го прифаќаат. Изборот на Талат Џафери за нов претседател на собранието беше поздравен од дел од политичарите од меѓународната заедница. Од друга страна, Руската Федерација повикува да биде прекинат надворешниот притисок врз Македонија и да им се овозможи на одговорните политички сили во републиката сами да го определат на тамошниот развој на земјата, посочи Руското министерство за надворешни работи.